На денешната електронска распределба на дозволи за 2016 година беа доделени 1000 годишни ЦЕМТ дозволи за возила со Евро 5 стандарди и 468 за Евро 6 стандарди. Ова е 10-та година на распределба по електронски пат на ЦЕМТ дозволите. Превозниците добија можност за работа на територија на 43 држави. Превозниците во Република Македонија за 2016 година на располагање имаат вкупно 1468 годишни ЦЕМТ дозволи, што е за 44 годишни дозволи повеќе од споредба за 2015 година. За возила со категорија Евро 5 на располагање има 1000 дозволи, додека за возила со категорија Евро 6 на располагање се 468 годишни ЦЕМТ дозволи. Прелиминарната листа од денешната распределба ќе биде истакната на веб страната на Министерството за транспорт и врски и во наредните 8 дена во електронска форма ќе може да се поднесат сите забелешки во однос на распределбата. Мисајловски информираше дека Министерството во континуитет одржува состаноци на мешовитите комисии за меѓународен патен сообраќај, со цел да се овозможи дополнување на квотите на транспортните дозволи, како и либерализирање на превозот со земјите со кои се остварува економска размена. Веќе овозможен и целосно либерализиран превозот со Чешка, Словачка, Велика Британија, Швајцарија, Унгарија и Босна и Херцеговина, а воедно се обезбедени дополнителни дозволи со други земји. Нашиот фокус е насочен кон создавање на непречен транспорт за македонските превозници и тоа ќе остане наш приоритет. Ви уверувам дека владата на Република Македонија преку реформите во транспортната политика гледа партнерски однос со вас транспортерите во создавање на подобри услови за работа, отварање на нови пазари и јакнење на транспортната дејност во Република Македонија. Електронскиот систем е функционален и се базира на доверба и транспарентност, а важен елемент на електронското аплицирање и распределба е можноста за двојна проверка на податоците, со што се овозможува коригирање на евентуалните грешки во системот. Исполнувањето на сите критериуми кои што се пропишани во уредбата, кои што покрај возниот парк и вработените возачи подразбира остварување на добри финансиски резултати, значи вкупен приход, остварена добивка и како дополнителен ефект користење ефикасно на веќе добиените ЦЕМТ дозволи, овозможува на секоја фирма да и оваа година и наредните години да добие ЦЕМТ дозволи повеќе во споредба со сите оние транспортери кои не ги исполнуваат критериумите. Право на секоја земја е да направи одредено ограничување, додава Муратовска, во однос на намалувањето на бројот на дозволи за одредени земји. Значи Грција, Италија, Русија, Унгарија и Австрија се земји кои што од секогаш имаат ограничување, не дозволуваат пристап на сите транспортери на нивна територија. Во процес е сега, бидејќи ќе се спроведува одредена повелба за квалитет што треба да важи во сите 43 држави, условот е поставен да доколку се постигне секоја држава ги исполни тие услови, овие држави да ги симнат тие резервации.